Здраво, ова е 224-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелецки, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е The Northman на Роберт Егерс, во кој станува збор за младиот принц Амлет, кој што сведочи на убиство на неговиот татко од страна на својот вујко, кој потоа ја киднапира неговата мајка. 2 децении подоцна, Амлет е возрастен викинг, глумен од Александер Скарсгард, кој има само зададена мисија да ја спаси неговата мајка од рацете на тиранинот, да го убие својот вујко Фјолнер, со што би го одмаздил неговиот татко, меѓутоа на патот на реализирање на одмаздата ќе најде на неколку непредвидени препреки. Филмот е предводен од лик кој впрочем не може да избега од неговата преодредена судбина, но не може да ја предизвика баш како што си ја замислил. Постои своевидна маргина кај што може да го наметне неговиот избор помеѓу продолжување на животот со тие што ги сака или препуштајќи се на одењето по одмазничкиот пат. Ниту една одлука нема да го обдари со спокој, затоа што нема излез од магичниот круг на одмаздата, ако самиот одмаздувач не одлучи да престане да се одмаздува. Гледачот е вовлечен во светот на кал и мрачнина со обредна практика во воведните кадри, кои се прекрасно осветлени од запалените огништа кои ги исцртуваат контурите на лицата на ликовите, за да го поведе гледачот во стравичниот и зачудувачки свет на викинзите и што поскоро се навикнете на естетиката при продорот на овие темничави сцени, неваресно насликани со позадински црнила, на кои би им подзавидели ренесансните сликари, побрзо ќе сватите дека нема да гледате викиншки блокбастер, туку ќе гледате 60 милионско артхаус крвопролевање, кое можеби никогаш повторно нема да биде создадено од друг режисер со ваква посветеност на деталите. Многу лесно можеше Егерс да подклекне и да ја изигра линијата на помал отпор, сервилна практика која што ја милуваат неговите колеги со цел да го задоволи Universal со романтизирана верзија на викинзите, погодна за производство на серија на играчки за мали деца, меѓутоа остана доследен на неговите естетски побуди и како што снимаше ремек дела со A24, се избори да го има последниот збор и со продуцентите од Focus Features и да прикаже врвно дело од неговата кристализирана визија, што уште еднаш ќе повторам, малкумина се способни да ги совладаат тие ветерници за нивниот филм да добие поголем опсег, што е желба на секој режисер. Колку и да глуми дека е маргиналец, сите сакаат да се славни, макар и да е во нивниот округ. Не знам во кој кадар би му замешале прсти и редактивно би ја хендикепирале таа беспрекорна визија, освен доколку вклучил поголема голотија или пак задржување на камерата во обезглавените и прободени жртви подолго отколку што рейтингот на цензорите би го оправдал, не би знаел. Јас добив 60 милионска викиншка артхаус одмазничка сага за престол наследништво, залепено со крв до колена, не, крв до врат, на ликови потопени во наративната крвава клисура во филмот. Евидентно е наметнувањето на Хамлетовата парадигма уште од именувањето на младото момче, сага на која се базира Шекспировото дело, во кое младиот престолнаследник е поматен од одмаздата. Хамлетовата димензија е чест истакнат прерогатив од мноштво на творби, па ако Куросава може 3 пати да му се враќа на Шекспир, може и Егерс да се послужи со препознатливото филмско либрето, кое содржи јасни индикации на одмазличкото пророштво, архетип кој многу добро е познат на секој гледач, што значи дека има некаква универзална нишка на осознавање, меѓутоа начинот на реализирање е своерачен. Разликата е во тоа што Куросава ја започна кариерата со 6 одвратни подпросечни пропагандни филмови, а Егерс ја започна со 3 надпросечни филмски ремек дела и иднината е пред него да го зацементира своето име помеѓу модерните великани, ако воопшто не е веќе стигнат до тој трон со досегашниот ненадменлив труд. Уште една реминесцентна нишка накратко се повлекува во творбата, поистоветување помеѓу Амлет и младо дете, кое треба да го одмазди родителот, сведочејќи на злосторството кое е наметнато во неговото село, нишка која за жал нема подоцнежно навраќање и импликација.
Поглавијата на филмот Егерс ги означува со руни, па ако добиете вие превод, окей, ако не никому ништо, ќе сватите од контекстот на чинодействието. Оваа практика говори дека настојчивите хейтери, кои што ќе бараат грешки во фолклорното прикажување на викинзите, се заебале затоа што налетале на Егерс, кој има неизмерна љубов кон историјата, кој тврдокорно и посветено се држи до зацртаната носија, оклоп, штитови, мечеви, копја, обреди и обичаи, не бара се реквизити извадени од музеј. Ако тоа не е доволно голем предизвик за снимање на веродостоен и убедлив филм, имате плејада на животни кои се присутни во кадрите на филмот на Егерс, кои не баш секогаш се послушни актери и актерки, но си ја вршат функцијата на преобразено зло во анималистички облик. Иако строго се држи до зацртаната културолошко-историска одредница, тоа не значи дека се отклонува од потребата за имплементирање на фантастичните елементи во соединението, како што е борбата за стекнување на неговиот Ескалибур со реанимираниот Витез, јавањето на крилестиот ат кон Валхала и пророчките провиденија кои ги изречува вештерката глумена од Бјорк, која му ја закова судбината на Амлет. Суеверието на викиншките пагани е традиционалистичко убедување кое подразбира жртви за задоволување на гневните богови, што Егерс многу добро го знае и умее да вметне неколку негови жртви во игра, зачинувајќи го чинодействието со овие нужни мистични елементи. Сепак, не е течението на филмот иновативно во поглед на драматуршките сплетки и патиот пред одреденоста, каква што е судбината на Амлет, со слична детерминанта како и ликовите во Мидсомар на Ари Астер, со симплистичка премиса, а езотеријата е убав декор, но не одгатнува некои подлабоки согледби на ликовите, барем не толку колку што јас би сакал, но и двајцата великани на модерниот филм одлучуваат да иницираат јасна и универзално разбирлива формулаичност, која си земаат слобода да ја накитат со нивните визуелни решенија, наместо да си играат со действието, со што би го држале гледачот во кобна неизвестност. Ова е блокбастер снимен на локација, какви што гледаме се помалку во дигиталната ера, филм со вистински бродови, градени куќи на среде ливади, кореографирани борби, тврдени пламења на запалени огништа, без кои филмот би бил неубедливо студиско ѓубре, како мноштво на гринскрин холивудски продукти. Погледнете го само крвавиот крикет, ако може да се нарече тоа спортски надпревар, кај што нема фаул, со оглед на тоа што топката не ми изгледаше дека има примарна функција во играта, отколку претепувањето на непријателот. Александер си ја прифати улогата на модерен Конан, тестостеронски хетеромачо викинг кој што подлегнува на пророштвото, да го символизира напоменатото створение мечка волк и да се придвижи подгрбавен, жеден за крв од своите непријатели, и оваа сингуларна намена типизираниот лик ја изведува фуриозно. Збор два и за женските ликови, од кои секоја има своја соодветна намена во творбата, од напоменатите пророштва на Бјорк со запамтливата пердувеста Круна, но превртливоста на мајката на Амлет, Гудрин, глумено од Никол Кидмен, во која што е сконцентриран пресвртот во главата на Амлет, первертирајќи ги тропите на идеалот за принцезата, која не треба да се спаси, а насреде од мазничката сага ја наоѓа Амлет и љубовта и истрајноста во ликот на Олга, глумена од Ања Тейлор-Џој, која што наоѓа разбирање, сакала или не, за неговата реваншистичка нарав. Несомнено дека филмот е покравов од Valhalla Rising на Рефн, ја нема можеби суптилната изведба на Микелсон, но затоа содржи акционен габарит на Конан на Милиус за нови генерации на гледачи, останувајќи примордијален, животворен, но и канонит, а сепак визуелно стимулативен, налик The Green Knight. Со други зборови, една од најквалитетните хорор викиншки саги, која е снимена во историјата на човештвото, сведочејќи за успешноста на сеопфатното амалгамирање на жанровите. Ренесансниот снимател Джарим Блашке овој пат не се послужи со музејска камера, туку закачи панафлекс на хреновите на Panavision, реализирајќи панорамски или кореографирани трекинг кадри во кои, откако ќе го опфати портретот на ликот со симетрија, започнуваше да се движи низ военото поле без престан во долгите кадри, понекогаш применувајќи го изумирањето од филмскиот вокабулар, снимајќи со една камера без кавреч, што значи дека или ќе го улови каверот, или ќе се враќа да снимаат од почеток.
лимитирајќи ги можностите за интервенирање за време на монтажата. Мајсторството во неговата фотографија се воочува и во играта со ниската поставеност на светлото во ноќта и употребата на натуралистичките извори на светло во дневните кадри. Уште една лекција има одржана снимателите за кадрирање на врвна фотографија. Земјани тонови на калдивите предели го отпочнуваат филмот, кои се надополнети за текстура од зелените висорамнини, пред еруптивното финале да се одвива покрај истекувачката лава. Секако дека има и визуелни ефекти кои се погодни за доловување на фантазмагоричните итања кон Валхала. Монтажерката Луиза Форд многу добро знае на каков тон цели Егерс во неговите филмови и успева да ја истакне фантазмагоричната димензија, иако сметам дека творбата на моменти губи ритам, што ноќ по ноќ се елиминираат непријателите, тука сметам дека губи пареа од мазливата наезда и во секој друг случај би се побунил за неоправдливото времетраење на делото, ама себично посакав подолго да престојувам во светот на Егерс, без разлика дали е тоа добро за конзистентноста на делото или не. Тука фанот на Егерс во мене, на критичарот во мене му вика: ти сега одмори малку, дозволи јас да уживам. За да биде комплетирано аудиовизуелниот деликатес, нужно е компонираната музика да ја зададе потребната обредно-церемонијална енигматичност и да ги засили овие магични чинители во творбата, но и да го подигне филмот на рамниште на акционите секвенци, што беше успешно доловено од нагласената ритмика во композициите на Робин Каролан и Себастијан Гейнсборо, кои го произведоа потребниот племенски звук за доближување до саканата временска периодизација на делото. Ко сценаристот Сјон не ја пропушти можноста да го вметне неговото бркање на сените лисици во ова дело, кое исто како и Лемп имплементира митолошки преданија кои понираат од богатиот исландски фолклор. Режисерот Роберт Егерс е заљубеник во историјата и негува да создава периодични филмови кои што се потопени во мистерија и волшебство, во кое не баш секогаш е дообјаснета фантастичната природа. Своите естетски вештини ги тестира во кратките филмови Хансел and Гретел и The Telltale Heart од 2007 и 2008 година, за со Блашке во Браверс во 2015 година да демонстрираат дека светот треба да почне да се плаши од нивното заумно кадрирање. Првото лугометражно ремек дело го снима од 2015 година, односно тоа е хитот на Sundance, кој што демонстрираше што значи да се сними маестрален фолклорор филм за протерано семејство од цивилизацијата поради сомнеж за вештерство во The Witch, филмот за кој што ми требаше време да се помирам со неговата неизмерна убавина, затоа што со резерва ја прифатив наметнатата естетика. Со секој ново гледање на филмот се зголемуваше мојата почит кон авторот, кој сними модерен пандан на Ice of Fire. За прв пат беше застапен во видеологија со The Lighthouse од 2019 година, наредното ремек дело за двајцата светилничари кои се наоѓаат помеѓу губењето на здравиот разум и мистичното светло кое ги плени самотниците. Во нетрпение сум да го погледнам новиот филмски предизвик на Егерс, во кој со соборецот Вилјам Дефо ќе го екранизираат неговиот Носферато, еден век по оригиналниот хорор филм. За разлика од претходните филмови на Егерс, кои што своите премиери ги имаа на фестивалите од Аранг, The Northman, со оглед на својот буџет, звездите во актерската екипа и големото студио кое стои зад неговата дистрибуција, можеше да си допушти да запоседне илјадници киносали на репертоарите широм светот, овозможувајќи ми и мене да уживам во прекрасната визуелна естетика на големо платно, која што убеден сум дека многу менува во восприемањето на големината на делото, чија штепска димензија не може во целост да се доживее на малиот екран. Не сакам да живеам во реалност во која The Northman нема освоен Оскар за режија, фотографија и продукциски дизајн, минимум, но ќе почекаме до наредната година да видиме дали фосилите од Академијата ќе се уплашат од кровопролевањето и ја занемарат непорекливата врвна естетика на делото. Екстравагантен периодичен филм, кој што ја зачинува реваншистичката побуда на главниот лик со фантазмагорични елементи, реализирајќи ги во рамките на врвен артхаус акционен филм, кој што вешто ги заобиколува прангиите на блокбастерските стапици и не дозволува авторската визија да биде девалвирана само за да може да биде задоволен најмалиот заеднички содржател. Не,
Егерс демонстрира дека гледачот треба да посегне по квалитетите на филмот, а не филмот да биде упростен за секој да може да ја проголта пред жваканата храна. Кинематограферски деликатес, кој што кој знае кога пак ќе го добиеме од студискиот систем на големо платно. Дојде ерата на Роберт Егерс и останатите режисери треба да се плашат од неговото име и презиме, кое е синоним за квалитет. Ако морам да го евалуирам, тогаш The Northman од мене има 4,5 од 5. Доколку ви се допадна 224-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последете и по останатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!